Повторно сте со нас во потрагата по млади таленти. А оваа недела следува поинакво издание. Излегуваме од студиото и одиме таму каде што започнуваат првите чекори на идните гастрономи. Го посетуваме Средното училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија. Тука, младите ученици со страст кон готвењето секојдневно ја усовршуваат својата вештина. А денес ќе имаат можност да застанат рамо до рамо со шеф Марк и да готват заедно со него. Останете со нас и уживајте во оваа инспиративна приказна. Добар ден на сите гледачи. Денеска сме во школото Јосиф Јосифовски во Гевгелија, еден преубав школо каде има преубави ученици. Па се знае тоа, во сите школи каде одиме да готвиме со нив, они се сите прекрасни. Со мене поминуваме преубави моменти. Си готвиме заедно, ама што правиме ние, готвиме заедно, ама и учиме исто и разбориме по француски. Сега рецептите што ги правиме се нивни рецепти. Нивни рецепти што ги барале преку интернет и да направат денес последниот курс, нивниот курс од себе. Јас бев со нив неколку пати да му објаснам како се готви на француски начин. Денеска ќе ме изненадуваат да ми готват нешто француски, ама на нивниот начин. Денеска имаме, како се викаш уште? Кристина. Кристина ќе ни објасни првиот рецепт. Првиот рецепт денес е еден киш. Киш Лорен, тоа е нешто навистина традиционално во Франција, што може да се јади не секојдневно, ама и минимум еднаш неделна и може да се јади тоа со една салата. Гледајте ги сите овде околу маса, сите убави ученици, убави ученички, како се викаат, така ученички. А мене, знаете, оти мојот македонски не е совршен, арно ми се тука и арно оти јас можам и да ги учам да зборат и по француски. Ајде, да објасниме првата рецепт. Марина? Како е? Марина? Кристина. О, ајде Кристина, објасни ни по македонски првата рецепт што ќе готвиме денес. Киш Лорен. Добро. Состојки 200 грама ренден кашкавал, 250 грама полумасно млеко, 4 јајца, 250 мл павлака, едно парче тесто, 200 грама сланина. Подготовка. Загрејте јарерната на 180 степени. Тесто. Извадете го тестото од фрижидер 15 минути предходно. Набрашната е работната површина и сукавото и развлечете го тестото. Развлечете го тестото на дебелина до 2 или 3 мм. Потоа избодете го тестото со вилушка. Намачкајте ја тавата со путер и брашно, ставете го тестото во тавата без да ги скинете и залепете го за дното на тавата. Ставете го тестото да се пече 20 минути. Фил. На малку масло пропржете ја сланината. Извадете ја од тавата и ставете ја да се исцеди, а потоа ставете ја во еден подлбок сад и врз неа истурете ја павлаката и млекото. Додајте 2 жолчки и 2 цели јајца на мешавината, како и 200 грама ренден кашкавал. Добро измешајте ги сите состојки во еден сад и истурете ги врз тестото, кој предходно е запечено. Печење. Завршете го печењето на кишот за околу 30 минути. Оставете го да се излади најмалку 20 минути пред да го сечете и сервирате. Вора. Мислам оти рецептот ми објаснето. Ги имате сите состојки на маса. Ти си шефица на денот за предјадењето. Можам да те оставам да го менаџираш тоа? Со сите други? Да. Може? Кристина? Спремна? Ајде, ќе ги оставиме да готват, а ние одиме кај главното јадење да го видиме вториот тим што ќе ни готви. Ајде. Како кажав, втората рецепта, вториот тим, шефот е Марк. Исто име како мене. Чудо, во Македонија има и други Марк, нема само Марко, има и Марк. Денеска они ќе ни готват зајак. Зошто зајак? Така, тој одлучија да ни направат зајак. Навистина, во Франција ретко, ама се готви зајак. Денеска ќе го прават зајак со семф, така нешто.
Да, јас ќе им покажам како се сечи зајак, на колку парчиња и све тоа, како се пржи. Свем они ќе бидат дел од приказната. Како кажав, они приказната ја направиле. Тоа е нивната рецепт, што шефот Марк ќе ја представи денес. Ајде, Марк. Состојки: еден зајак, едно шише суво бело вино, малку семф, една мала павлака, масло од маслинки или путер, 2 чешлиња лук, 5 глави кромит, 3 листа од ловар, една китка мајчина душичка, да. едно парче шекер, еден морков. Макдонос, сол, црн бибер, го заборај. Скок на едно, нема проблем. Ајде. Подготовка. Исечете го зајакот на парчиња и намачкате го со семф. Пропржите го на тивок оган во малку масло, без да се изгори. Да, пази да не се изгори. Ако е црн више, не оди. Ајде. За За тоа време ставете да зовре 3/4 од виното со исечаниот лук, ловарот, мајчината душица, морковот, исечен на крупчина и парчето шекер. Океј. Извадете ги парчињата зајачко и држате ги на топло. Секогаш е подобро зајакот топло. Добро. Додадете? Додадете малку масло и пропржите го кромидот, исечен на крупчиња. Додадете го зајачкото и додадете го топлото вино. Насолете на биберете и оставите да се вари на тивок оган 1 час. Вие ги направивте рецептите, Марко, ми е чудно како се е по гевгелиски осемот пишано. Да. Да, за тоа. Добро. Во 1 сат? Во 1 сат помешајте ја павлаката, исецканиот макдонос и една лажица супена семф. Добро. Од кога ќе се свари зајчкото, ставете ги парчињата месо на чинија за сервирање и наросете во макдонос. Евентуално може да се испасира сосот и да му се додадете го кремот со семф. Варете 1 минута без да соврие и покриете ги парчињата месо со овој сос. Охо, ова ќе биде преубаво. Ја многу сакам зајак, ќе им покажам после, ќе се вратиме кај нив, одиме на третата маса, третиот тим, што ни прават они десерт. Ајде, одиме на десертот сега, окей? Спремни сме за третиот рецепт. Како кажав, имаме предјадење, главно јадење и десерт. Секој мени, дали е по француски, по македонски, по све, има предјадење, главно јадење, десерт. Сега сме во тимот што ќе го прави десертот, кој со нас е Викторија. Викторија е шефот на тимот на десертот. Десертот што ќе биде денес? Десертот чоколаден колач. Како ќе биде убаво тоа? Навистина чоколадо, нема само Македонија, има многу Франција, има многу Белгија, ама денеска ќе се готви со тимот на Викторија што ќе ни го објасни сега рецептот. Ајде, и со шефицата што ги имаме овде денеска плюс шефицата за готвење, шеф, како да кажеме, професорка за угостителство, за готвење во кујната. Ајде. Викторија? Чоколаден колач. Време на подготовка 45 минути. Време на печење 1 час. Вкупно време 1 час и 45 минути. Ако готви турку што збори брзо, за 15 минути ќе биде завршено десерт. Ама супер. Продолжи. Ми се допаѓа. Благо тесто со какао. 95 грама брашно тип 45 или тип 55, 80 грама шекер, 25 грама мелени бадеми, 5 грама какао, 25 грама мек, путер и ладен. Едно јајце. 120 грама мека. 25, 120 јас видов, 120. Да не преш грешке, да. Едно јајце. 3 јајца, 55 грама кафен шекер, 55 грама шекер во прав, 100 грама црно чоколадо, 60 грама
полусолен путер. Полусолен путер, И 20 президент грама обавезно, какао. да. Какао. Подготовка на тестото. Во 1 сат измешајте ги брашното, шеќерот, мелените бадеми и какаото. Внимавајте да нема грудки. Потоа додајте го ладниот путер, исечен на мали парчиња. Замесете ги со стојките, со врвовите на прстите без многу да го разработите путерот. Додајте го изматеното јајце и направете топка со дланките, покријте го со фолија и оставете го 1 час во фриждер. Нема да може да не следат. Ајде, продолжуваме. После 1 час извадете го тестото, набрашете ја површината за работа и развијте го тестото онолку колку што е потребно за тавата. Намрсете ја тавата со путер, може да стои така 30 минути плюс во фриждер. Загрејте ја рерната на 170 степени, да. Извадете го тестото од фриждерот, избуцкајте го со вилошка, ставете алуминиумска хартија и печете 30 минути. Подготвувајте го филот. Океј, браво. Истопете го чоколадото со путерот и какаото. Оставете ги да се изладат. Одвојте ги белките од жолчките, додадете ги на изладеното чоколадо. Изматете ги белките со малку сол, додајте ги белките во чоколадната смеса. Додајте го остатокот полека да биде пенасто. Извадете го тестото од рерна, филувајте го тестото со филот. Колачот е готов кога смесата ќе се надуе и тотално ќе се одземе. Печете 20 минути, тоа го заборај. Да, нема проблем. Таман, мислам ти све објаснето, се надевам ти следевте малку брзо го кажа, ама во кујна се готви брзо. Ако не го објаснуваш ова на брзина, 2 сати ќе тера. Не. Супер, мислам ти целиот тим слушна како се подготвува. Шефицата е тука да ви кажи, степен по степен како треба да се прави рецептот. Слушајте ја, така се прави во кујна. Професорката е тука да ви помага. Јас сум тука да ви помагам. Ќе бидиме со вас. Гледав ти. Почнавте? Да. Да? Што ќе биде? Ќе биде убаво или не? Па, да. Сигурна? Да. Ајде. Со среќа, ние продолжуваме. Ќе одам да покажам сега како се сечи зајакот. Се гледаме со зајакот. Дечки, па ќе ви покажам како се сечи зајак. Зајак. Убава рецепта, како да кажам, ја изберевте денес. Оти навистина зајак не е нешто што се јади секојдневно во Македонија. Зајак е многу здраво. Зајак, ако сте на диета, за мене е најубавото месо. Не е мрсно, ич. Тоа е здраво, убаво за јадење, а посебен шмек има. Имавте јадење некој зајак до сега? Не? Никој немате за јадење? Прв пат. Епа, ќе биде прв пат за сите овде и се надевам оти ќе им се допаѓа. Зајак има неколку парчиња. Гледајте, зајак навистина многу личи на мачка, кога го гледате така, го имате задниот дел, напредниот дел и средината. Средината е грб. Ова се чувате како се вика батаците, бутови, да. И напред и главата. Јас секогаш почнувам по напред, по назад овде да се вади. Овде многу лесно, гледаш. Вака се крши, како да кажам, коската и го вадиме батакот. Вора. Еден батак е изваден. Првиот батак. Одиме со вториот батак. Исто. Овде. Ајде. Многу е голем овој зајак. Ама, така. Одиме преку коската и го вадиме вториот батак. Ова е опашката. Малата опашката. Више нема ништо друго од опашката овде. Ајде. Ќе вадиме сега напред. Многу лесно исто. Не. Вака. Одиме околу коската и се ваде напред. Вториот дел. Така. Не? Многу лесно. Се чисти? Не. Оп. Е така. Главата обавезно. Главата ја употребуваме
не отима нешто за јадење внатре, ама главата дава шмек, вкус на јадењето. Малку чудо е да запчињата и све тоа, ама тоа е тоа. Тоа е главата од зајакот. Исто джигерот. Джигерот многу убав. Бубрезите. Кој сака да ги јади, може да се јадат слободно. Све е убаво. Валя, ќе вадиме овој дел, сега позади овде. Каде е опашката? Ова исто го потребуваме, ќе го ставиме да дава шмек, вкус. Овде го имаме најубавиот дел. За мене, кога се јади зајак или див зајак, најубавиот дел е грбот. Ова. Овие се филе како бифтек што го имате за јунешкото, ова е бифтекот од зајакот. Најубавиот дел. Одиме тука, сечаме малку. Клак. И посечиме делот од грбот. Вака. Така. Ова за мене е најубавото. Ги имате малите филет што се внатрешни и големите филет што се на грбот. Ова, да не биде големо парче, исто го сечиме на половина. Така. Валя. Ова е гевгелиски зајак. Не знам од каде доаѓа, ама се осеќа од тие... Јак, да. Е питом, ама питом со карактер, да кажеме. Останува овој дел, напредниот дел. Ова, исто, ги вадиме овде дел од ребрата. Нема многу месо на тоа. Малку тешко. Ете. Ги вадиме. Ке ги употребиме се тоа што е глава. Останатокот и све го ставаме да се вари заедно. Ке го вадиме после пред сервирање. Ова пак ќе кажам дава вкус, дава шмек на целата, а го имаме и срцето овде. Не го видов. Епа имаме и срце. Браво. Овде да ги вадиме дел од ребрата. Океј. Валя. Ова и ова исто ќе го сечиме на половина. Овде имаме за јадење, не многу, ама има за чепкање. Така. Оке. Ете го имаме целиот зајак исечен. Овде се белите дробови, ќе ги вадиме. Ова не ги употребуваме. Ова можеме да фрлиме. Ова е на страна. Сега, што правиме? Пак ќе го ставиме одеднаш, да се покажи како беше. Го имаме напред. Имаме главата, двете напредни, од позади, грбот и главата. Е, овде се парчињата што остануваат. Вола, имате зајак исечен. Како да е чудно, а? Па тоа е. Тоа е готвењето, треба да се знае, исто зајак како правите кокошка. Кокошка иста ја сечете, ја ставите на парчиња, овде го имате зајакот. Најубавите делови, како ви кажав, се овие. После задните, напредните и останатокот. Продолжуваш, шеф? Да би јасно. Постапките? Не, ти ќе продолжи сега постапките. Ја ти го исечов. Исеков како да дам зајакот, ти сега дај насоки на другите како да го готвите. Ајде, со среќа се гледаме понатаму. Поверете.
Ајде. Шефица за предјадење, каде е кишот? Има това е една само и направите. И друга. А втората е, браво. Ма За гледам 20 ти, минути. убав, на добар пат се. Се снаоѓаат? Веќе вториот пат. А да. Ја секогаш кажувам, mora, avec le restant de la pâte. Malheureusement, on va le mettre de côté et on va l'utiliser pour faire des petits desserts. Ке го потриме после да правиме друг десерт, останата кото тестото. Навистина ова е супер така, наместено. Таман. Импекабло. Magnifique. Браво. Шефица, убаво си ги даде, како да кажам, директивите што треба на други да се работат. Ми само ти, оди, све полека како треба. Ке јадиме убава киш. Avec ça, on peut jeter la poubelle. Ова ќе го фрлиме, да. Да објасниме по македонски. Ние се збориме по француски со Ивана, ама и со учениците, ама за телевизија, па да. Ете така. Et eux apprennent aussi le français. Voilà, exact. За кишот, за кратко време, мислам од првата ќе биде. Но треба 40 минути минимум за да се печи. По 40 минути по la киш. Ке се враќаме кај нив, отиваме се при крај. Па да употребиме времето малку да разговараме, да кажеме нешто за школото, за проектот што го правиме, како се држат во курсот учениците и све тоа. Објаснете ми малку. Многу ми е мило прво да кажам, отимам само жени на маса. Јас нормално со шефови разговарам мажи, а овде имам само жени. Ајде да видиме малку со жени како се развива. За нас е особено Па да. големо задоволство што вие сте тука и што соработуваме со вас, бидејќи цела Гевгелија е многу возбудена, нели, од шефот Марк. Поздрав до сите на наши, нели, баби, мајки и така натаму. Поздрав до сите нив. Мислам ти ќе биде многу среќни да бидат дел од нас. Многу се среќни, Нареден што пат. воопшто нашиот шеф Марк е, нели. Јас сакам да кажам за проектот кој што го спроведуваме, во кој што, нели, еве сите ние сме учесници тука. Значи, тој проект од Француски институт покренат, кој што долгогодишна соработка имаме од секогаш, значи, с Француски институт и Француска амбасада. Значи, проектот е француска гастрономија, така наречен, кој што е со цел да се сензибилизира францускиот јазик во средните стручни училишта и најмногу во секторот готвачи, каде што не е застапен вторстрански јазик, а е голема потребата од тоа. Така да, подпишан е меморандум за соработка од страна на Министерката за образование и меморандум за соработка е подпишан и од актуелниот амбасадор на Република Македонија, скоро, значи беше присутен сите амбасадори. Вуаля. И сите амбасадори до сега француски не имат посетено. Подпишан е меморандум со општината, со училиштето, со основните училишта и се надеваме дека во наредните години ќе се воведе францускиот јазик во секторот готвачи, каде што не е застапен вторстрански јазик, а мислам дека еве ќе потврдат професорките по дека вокабуларот, стручниот вокабулар почива токму, нели, на француската гастрономија. И како што кажав, институтот, амбасадата не поддржува со тоа што, нели, вложува во нас во обуки, работилници, практични искуства, јазични. Јас сум, значи, професор по француски кој што го води јазичниот дел, а шефовите, како шефот Марк, а и од француските училишта,
голема соработка и благодарност до професорите нели по гастрономија кои што ќе ми кажат повеќе за струката готвачи. Ова е учебникот кој што го добивме, кој што е Супер е, навистина, да. еден од нели најновите, најсовремените и веќе по него направивме некои рецепти, после направивме мини креп. Имав прилика да го читам малку, навистина да, убаво е прекрасен е учебникот, работиме по него и понатаму проект, ова е пилот проект кој што понатаму ќе видиме како ќе се развива, можеби ќе имаме значи размена со ученици и од Франција со француско училиште веќе имаме контакт. Значи тоа е во главно во кратко она што е нели да во однос на проектот. Точно за така. сензибилизација на францускиот јазик во средните стручни училишта. Ајде, да разговараме малку, па мислам, Ана, ти си тој професор со Мартина, така? Марина, извини, Мартина. Додадов една буква плюс. Марина, вие ги имате од секој ден или два пати неделно, три пати неделно ги имате учениците со вас? Како се движи курсевите за готвење овде во школото? Ние со професорката Марина предаваме практична настава и на готвачи и на келнери. И келнерите? Добро. Да, професорката Марина е на келнери, јас сум на готвачи. И моментално имаме секој ден практична настава со секоја година. Прва, втора и трета година. Сега еден ден имаат прва година пракса, друг ден имаат втора година и трета година имаат по 2 дена пракса, а прва година имаат еден ден во неделата пракса. Одлично. Како се учениците сакаат, имат интерес, се вложуваат во тоа? Како се учениците? Они се нашата иднина, да кажам. Ни треба тоти струката фали. Фали од готвачи, фали од келнери. Како се и секаде бараат кадар, значи нема кај не бараат кадар, дали е готвач, дали е келнер, секаде бараат. Има деца, им се работи, има деца не им се работи, ама тоа е нормално за секаде. Не може сите што ќе се запишат на сите да им се работи. Да завршат и да бидат сите први од од сите. Ма има добри, има добри, им се работи и ова е стварно, мислам, интересна струка, нели малку поразлична од сите други струки и кај нас со оваа струка може многу да се напредува. Например, има деца што се завршени со ова диплома од стручното, нели, средно образование, се вработиле негде во странство, работат во познати ресторани само со диплома од средно образование. И јас баш тоа им го зборувам како мотивација на децата. Да го имат тој диплома, за да може да одат у странство. За жал ни требаат во Македонија. Ама јас на секој им кажувам навистина, одете у странство. Да. И мислам и вие го кажувате тета. Одете у странство, учете малку нешто ново, нешто друго, ете така, и јазик и све тоа, и вратете се во Македонија и ќе бидете уште појаки на пазарот, ќе можете повеќе да се продадете и да барате цена. Па оти мислам многу од нас, сите си работиме за плата. Тоа е тоа. Точно така. И има цена, да, има цена. Сите наши бивши ученици што се вработени тука по објектите, па може да кажеме дека земаат дупло плата од нас. Па тоа, од вас? Си имат од нас, да, окей. Фала за нив. Оти вие ги научивте. Мислам да направам некоја споредба. Убаво ги научивте тогаш? Мислам оти ако образование што да, тоа што е заинтересиран, тоа што се ја сака струката, што се напредува, си работи и напред. Да, и си оди напред. Гевгелија важи за град во кој што се одвива транзитниот туризам и така да се отворат многу објекти и потребен е многу кадар од профилите готвачи и келнери. Навистина сме блиску овде од грчката граница, да. И многу од Грција доаѓаат во Македонија за да уживаат. Има многу убави места овде, многу убави ресторани. Од Грција доаѓаат и транзитни и транзитни туристи од Србија. Точно така, да. Имате, како да кажам, стратешки место. Ете така, да. Погранично место, да, имаме многу планината ни е блиску, морето ни е блиску и тен сме така во добра положба. Се отвара. Ја му кажував тоа на школото во Охрид, и таму одам во Охрид. Охрид имат срека од тие езеро, туристичко место и све тоа, ама навистина, јас не го мислев, имате право, Гевгелија, сите луѓе што доаѓаат од Србија, Бугарија, поминуваат овде и застануваат. Вистина, имаме среќа исто во Гевгелија, цените се многу поевтини од Грција. И има добра услуга и добро јадење. Се е познато Гевгелија, јас го знам од Скопје кога доаѓам во Гевгелија, се доаѓа за јагнето. Јагнешкото месо овде е нешто во перо јаво. Да. Има и други места каде имат и други специјалитети, има други ресторани и све.
Мислам, пак ќе кажам, имаме многу среќа да живееме негде во Македонија, да имаме такви убави места каде можеме со вас да учиме, со угостителските објекти да продолжиме да работиме, а тоа треба да го одржуваме. Пак ќе кажам, благодарение на вас, на вашата професија, што вие го давате вашето знаење на нив. Јас сега доаѓам полека со вас и многу сум среќен што можам и јас моето знаење да го споделувам и заедно да правиме иднината на Македонија, на готвачите. Мислам, ти доста разговаравме, ке треба да одиме да видиме што прават нашите ученици. Оти без нас не знам што ќе прават. Одиме таму? Ајде, а ние се гледаме за кратко со нив. Па можам да кажам, ти дојдовте на време во кујната. Браво, они си работеле, си сечкале кромидот, морковот и све тоа, ги ставиле за да го варат, гледам ти почна со зајакот, продолжиме сега со уште неколку парчиња што ни останат од зајакот, ќе ги ставиме во тенџерето, а сега рецептот колку ни кажува време да се вари тоа све? 1 час. Еден час ќе се вари това на рад, на тивко, ќе го покриеме, а за 1 час ќе мора да пробаме и компирите како гарнир, а ние продолжуваме кај колегите со десертот. Кишот го видов, оние за мерак. Ќе почнеме со предадење една киш, ова ќе биде главното јадење и меѓу време десертот ќе се прави, ќе се олади и ќе можеме и десертот да го јадиме. Ајде, ми само ти ова капак, завршуваме, нека се вари и продолжуваме. Дојдовте на време за зајакот, ама дојдовте на време и за десертот. Гледам професорка Ана, дојде овде. Па, каде одите? Дојдете овде, што треба да правите со тоа? Што ќе правите со тоа? Треба да го стопите да се Добро, окей, ајде, правите. А овде што имаме уште како работа да се прави за десертот? Белките ќе ги измазат со малку сол и Добро. жолчките со малку шеќер. Шеќер. Ќе се соедини со стеан чоколада. Па добри сме при крај со десертот. Што ни треба да видиме? Да одиме во печката, да ги видиме киш. На што личат киш? Ајде, одиме до печката. Епа, одиме до рерната. Ајде да видиме до каде е кишот. Еј, Мартина, до каде е кишот? Мартина или Кристина? Кристина, Како е кишот? Ме треба уште малку, а? Ми само ти стај кашкавал на крај. Добро, треба уште малку да се печат. Да. Сега стај го на 200, 220 и ајде да се пече, да кашкавалот убаво да се топи. Мислам за 5-8 минути максимум ќе биде добро. Стај малку и појако да се горе доле комплет. Ајде, да ставиме 5 минути и ќе се вратиме да видиме. Мислам ти сме при крај овде. Ќе можеме да пробаме кишот. Како ќе биде кишот? Убаво, а? Таман. Епа, мислам, дечки, за денес. Се завршивте задачата? Да. Кој беше екипата што ја направи кишот овде? Кој се? Да кренат рака? 1, 2, 3, 4? Да? Епа, вие први ќе пробате. Епа, нормално. Најголемите парчиња ќе бидат за вас. Ајде, убаво да го исечиме. Почнавме да сечиме. Не може ли да трпат више да јаде, за да јаде? Епа, иде шефица. Најголемото парче. Овде одиме со едно друго парче. За другата шефица. Повели, кој беше уште тој што беше дел од тимот на киш? Кој беше телдан? Ајде. Уште едно големо парче? Ајде. Уште кој? Ајде. Киш. Нема више? Па продолжуваме тогаш. Ајде. Вуала. Повели. Мислам да почнете да пробате, оти ова се оладува. Највкусно е додека е
топло, а пак можам да кажам, оти направивте успешна работа денес. За предјадење на француски начин киш, јас што ги правив чат-пат во емисиите, мислам оти вашата е преубава. Сега ќе мора да видиме на вкус. Повелете? Има уште. Ова се мали парчиња, ама за високи како тебе не треба големо парче. Ти, а? Вуаля, повели. Ајде, одиме сега со ова. Таман. Колку треба уште парчиња? Имате сите? Ето ова останува за мене? А, не, вие немавте. Добро. Гледам оти позади камерите, чекат од вај да ја пробат кишот. Ау. Оп. Ајде. Повелете. Вуаля. Овде. Кој сака уште едно парче овде? Професорке? Па и професорке треба да пробат. А? Ајде. Професор Ана, професор Марина. А? Тањирче? Не? Може со салфетка, да. Ние сме навикнати во кујна да си јадиме на... како убаво изгледа. Сега се надевам оти на вкус. Не чуем ништо. Повелете, s'il vous plaît, je vous en prie. Можам да слушам нешто од некој да кажи дали е убаво, дали е доволно солено, дали е доволно све? Да? Епа, голем успех за првиот тим. Да видиме сега со вториот тим. Вториот тим праеше зајак. Дали зајакот трчи уште или е спремен за јадење? Ајде, одиме да видиме. Кишот сервирана, излапена. Како излапавена? Не знам како се каже. Излапана. Ете така. Одиме сега со зајакот. Преубав зајак. Се надевам ти убаво го направите. На што личи? Браво. Сега го вадиме зајакот. Сите парчиња. Се надевам оти ке... Да, мислам оти е доволно варен. Нормално треба полека да се распаѓа. Гледам оти почнува месото да се двои од коската. Да ги извадиме сите парчиња. Ќе биде полесно, ќе оставиме сега кремот во сосот. Ќе го измешаме и ќе можеме да сервираме. Главата се јади. Кој има храброст, навистина изгледа малку чудно, ама има месо. Треба да се гризи околу главата. Да. Овие сите парчиња се преубави. Океј. Така. Ги извадовме сите. Ова ловолов лист е малку... Ајде да го фалам позади. Пано. И сега имаме и компири, како гарнир. Додаваме ова сега павлаката во сосот да се заврши комплетно рецептот. Ова се вика final touch. Final, да мешаме, оп. Таман. Оп. Кој ќе почне со зајакот? Тимот на зајак? Кој е тимот на зајак? 1, 2, 3. Каде се другите? Се отида? Добро. Ајде. Ова е, како да кажеме, таман. Ке ви давам парче, ке треба да се сечи, да се двои. Малку тешко ке ни биде така, ама ке се снајдеме. Ке треба вилушка и нож за да јадете. Ајде, ова е едно парче од најубавите. Донеси ми го тањерот. За сосот ке биде малку... Да, ке ми треба една голема кутлача, ако може да ми помагате. Ви благодарам. Едно компир. Компир и
Ке ставаме од сосот. Ке ставам вака. Додека доаѓа кутлачата, ке може да се почне со зајакот во семф сос. Мислам, дека убаво го направивте. А, шеф, што мислиш? Супер. Супер, ајде. Ти ќе јадиш едно парче од... Да. Фала. Чекај, ова ќе биде за тебе. Полесно ќе ми биде сега. Фала ти. Компирче. Повели? Ќе ти биде полесно да го гризниш ова, знаеш? Ја видов од зајакот, ја зајак малку што трчаше многу, малку е потврд, да кажеме, од еден питом што стои во кафес, ама сигурен сум ти е многу повкусен. Завршуваме со зајакот, одиме со десертот. Се кажува, оти најдоброто секогаш го држиме за на крај. На крај што е? Благото. Благенце, како кажувам јас. Чекате сите за да го пробате благенцето? Ја имаме екипата што го направи десертот околу мене. Треба да го отвориме второто десерт што беше направено. Имаме еден округло, како торта да кажеме, а овде имаме срце. Ова се гледа, навистина, оти е направено со љубов. Секогаш кажувам, кога готвите, ако не готвите со љубов, нема да биде вкусно. Навистина така или не? Ја гледам оти, денеска го готвивте тоа све со љубов, а тогаш ќе биде превкусно. Не знам колку сме, 15, 16. Ќе мора да го сечеме на мали парчиња, за да сите да можеме да го пробаме овај десерт. Ова мислам оти денеска направивме од рецептот направивме една мала импровизација, додадовме малку пудинг и све, зашто за да има малку повеќе шмек, вкус и све тоа, идеи. Ама комбинацијата ми изгледа преубава. Сечам уште на половина. Знамо ти сакате големи парчиња? Треба за сите, ке се трудам да сечам парчиња, ке направам повеќе, така кој сака, ке може да се врати, за да проба. Ајде. Тањирите, дојдете со тањирите. И пак ке кажам, срцето го држам за на крај. Навистина, љубовта ке се ја споделиме на крај. Voilà, s'il vous plaît. Така. Одиме сега со ова. Оп. Повели. Повели. Мислам, оти професорите заслужуваат едно големо парче. Ке видиме што ќе им дајме на професорите. Дај на мене. На мене има уште таму. Чекај, професоре. Дај ми на мене. Какви се професорите? И дај ми на мене. Па да. Ајде, шефица. Ти имаше? Да. Ајде, шефица, повелете. Другата шефица, може? Oui. Avec plaisir. S'il vous plaît. Ајде. Па мислам оти на крај со една торта ќе ги сервираме сите, а другата торта ќе се земе со нас. Се гледаме после. Професори, дечки, девојки, како секој убав проект, секој убава приказна, за жал има еден крај. До сега мислам оти поминавне убави моменти. Многу бев среќен и горд да бидам навистина со вас, да можам да го споделам моето мало знаење преку готвењето, преку француската кујна, преку француските убави зборови што ги зборевме со Ивана. На крај сакав да ви се заблагодарам, сакав да ви кажам оти многу ве сакам. Мерси, Аблоси. Многу ве благодарим. Преубаво си поминав со вас, се надевам уште ќе се видиме повторно, ќе се видиме уште понатаму. Секако, ќе соработуваме. И едно нешто, сакам да ви пожелувам убава кариера пред вас, само напред. Уживајте во готвењето, уживајте како јас уживам до сега, а мислам пред вас е долг пат, не е лесен, ама кој имате нешто така, мислете на мене и се надевам оти ќе оди полесно за вас сите. Секако. А ние продолжуваме овие авантури
ги видовме младите таленти и иднината на Македонија овде во Гевгелија, во школото Јосиф Јосифовски. Поздрав од Гевгелија. Ебе, вола, поздрав од Гевгелија и се гледаме за наредни авантури.